Благодарам, подпредседателе. Колега Костовски, ни прочитавте список на новогодишни желби. Ништо друго. Ке зборувам за повеќе работи кои ги искажавте, но за почеток, навистина, ми остави впечаток делот од вашата дискусија, каде зборувавте за инвестиции, капитални инвестиции во здравството и ги спомнавте дека ќе ги реализирате во наредната 2022 година со овој буџет ќе ги реализирате проектите за нов клинички центар во Штип и болницата во Кичево. Почитуван колега Костовски, 5 години поред си ги пишувате истите проекти. И утрово прочитав нешто што навистина ме фрапираше. Сигурно дошло и до вас, но штета што од оваа говорница вие тоа не го кажавте или уште пострашно е ако не сте го забележале. Дека деновиве министерот за здравство примил писмо од кредиторот Банката за развој на Советот на Европа за болницата во Штип, новата клиничка болница, дека се откажува од финансирање на овој проект. Зошто? Затоа што 5 години не се работи ништо. Вели вака во писмото: успешна беше само првата година и пол од градбата. За банката кредитор успешни се само првите 18 месеци откако почнала градбата во 2016 година. Проектот, според нивниот увид, забавува од есента 2017 година, односно тоа кореспондира со времето кога Социјалдемократскиот сојуз доаѓа на власт. Бетер е работата со болницата во Кичево. Но уште што е пострашно, овдека доаѓаат, се остваруваат зборовите на вашиот премиер во заминување. Баклавата се изеде, тавата 100. Парината се украдоја, лап некој ги кладе во приватни джебови, а болниците останаа неизградени. Некои ваши колеги тука што седат до вас можат да кажат, прашајте ги, многу убаво се офајдиле од ова што читам. Па и некој бивши министер за надворешни работи кој е активен по социјалните мрежи, нека каже колку пари наплатил во изминатиот период како некои координатори за изградбата на болницата, а болниците во Штип и во Кичево не се помрднати. Зборувате за фискална консолидација. Па каква фискална консолидација, почитуван пратеник Костовски, со 66% достигнување на јавниот долг? Јавниот долг треба оптимално да изнесува 50 до 52% за да има некаков понатаму раст. А вие продолжувате само да не задолжувате, а парите завршуваат во приватни джебови.